Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе разговараме за една многу битна тема, чисто затоа што и самата ситуација моментално налага за тоа. А тоа е моменталниот чарт на Луна заедно со Тера. Ќе објасниме точно кој е што. Ќе почнеме поред. Значи, денес прво сакам да ви ги покажам ризиците на самиот маркет во однос на leverage trading, кој што е еден од големите ризици кои што може да се случи на пазарот, а понатаму ќе разговараме и за термини како bank run, како арбитража, која што е уствари на некој начин начинот на кој што овие две валути соработуваат едни со други, и што уствари точно се случи со овој пад на Луна заедно со депегинг на Тера стейблкоинот. Значи, за почеток прво сакам да објаснам некои основни работи како арбитража, за да можеме да објасниме што уствари е ликвидација и како истата моментално многу делува на пазарот. Што е leverage trading, за да објасниме што се ликвидации. Значи, leverage trading уствари представува кога ние позајмуваме од одредена платформа, практично криптовалути, за да тргуваме со истите во една или друга насока. Односно, она што уствари се обидуваме да направиме кога тргуваме со leverage е се обидуваме за своите, да речеме, во случајов Луна, значи за да речеме 10 Луна да позајмиме уште 10 Луна и наместо да добиеме одреден профит кој ќе трне во одредена насока цената на Луна, да добиеме дупло, затоа што сме позајмиле уште колку што имаме. Практично сме позајмиле дупло за да можеме да добиеме поголем профит. Сега, кога се поставува leverage trade, се поставува со овие позиции и овој дел овде и овој дел овде се нарекуваат bull traps. Што уствари истото значи? Значи, прво ќе поставиме позиција и ќе ви објаснам уствари што се случува и како тоа реагира на одреден коин и како истиот може да добие оваков каскаден пат со ликвидации на истиот. Значи, ова е уствари за да сватите што уствари станува на пазарот кога имаме каскадни ликвидации и како истиот практично се претвара од, да речам, нормален чарт во катастрофа. Значи, ова е кога еднаш ќе го разберете и кога ќе научите како исто да функционира, истото можете да го видите на било кој чарт, посебно нели на оние големи коини каде што на некој начин over leveraged маркет, односно маркет во кој што се позајмило премногу, може да се претвори во нешто слично на ова. Значи да имаме огромни каскадни ликвидации. Сега, што уствари се случува? Значи да речеме дека цената била во овој сегмент, каде што моментално се наоѓа курсорот, и се движело, да речеме, на $64 за 1 Луна. Во тој момент, да речеме, сме имале 10 Луна и сме позајмиле уште 10 од Binance платформата и сме отвориле лонг. Значи, зошто се нарекува лонг? Затоа што ние очекуваме од овој момент да тргне нагоре цената и при тоа, нели, доколку го тргне нагоре, имаме профит на секој процент што цената ќе се движи нагоре, доколку ја затвориме позицијата, но наместо да имаме 10, ние сме позајмиле уште 10 и сега имаме 20, односно имаме 10x leverage. Сега, што е уствари проблемот? Проблемот е што? Многу често, прво, многу од луѓето не го поставуваат овој долен дел, овој црвен дел, што се нарекува стоп лос. Стоп лос уствари представува кога на самата платформа каде што сме позајмиле одредена сума, да речеме во случајов во Луна или во било што друго, значи ние ставаме на истата таа платформа каде што сме отвориле оваа позиција на лонг, односно практично сме се кладеле дека цената ќе трне нагоре. Со тоа што доколку цената трне надоле, за да не изгубиме се што сме вложиле, значи ние мораме да ставиме стоп лос, односно доколку цената започна од 64, каде што разговаравме, ние на пример ќе ставиме стоп лос на 60. Што значи дека доколку цената се придвижи надоле од овој момент, ние фактички нема да го изгубиме сето оно што сме го вложиле, туку ќе изгубиме само, како што може да видите според значи во овој дел од чартот, од оваа алатка, значи ќе изгубиме само 5%. Но тоа ќе биде дуплирано затоа што имаме дупло земено од самата платформа, значи ќе изгубиме негде околу 10% од она што сме го вложиле. Сега, проблемот што е? Значи, кога најчесто луѓето ќе видат ваков пат, значи, чисто да видите уствари како сето тоа се случува во еден практичен пример. Значи, кога ќе видите еден ваков пат на криптовалута до овој момент каде што сме влегле, од 28%.
Значи очекуваат дека мора да има баунс, односно мора истата да се придвижи нагоре и индикаторите не покажуваат дека се наоѓаме на долниот дел од Болинџер бендот и да речеме сме заклучиле дека ќе се придвижи валутата нагоре. Така. Значи затоа и уствари во оваа ситуација на пример било паметно да позајмиме средства, многу од луѓето мислат дека е паметно и да ставиме лонг позиција каде што имаме шорт поставено на 60, а нашата позиција е од 63,8-64 и очекуваме цената да се придвижи нагоре. Проблемот е во тоа што најчесто ние чекаме што може повеќе цената да се приближи нагоре пред да затвориме оваа позиција и фактички да го вратиме оно што сме го позајмиле на платформата, а да го задржиме профитот за нас. Значи оно што мора да го разберете за леверидж позиција, значи за позајмување е дека платформата сама по себе за практично оно што ви го позајмува бара многу малку назад се до моментот додека не бидете ликвидирани. Односно, платформата и е битно да го земе износот кој што ви го дава. Ако сте имале 10 и она ви позајмила 10, нејзи е битно тие 10 да си ги врати по секоја цена. Што значи дека доколку не ставите стоп лос и ова падне надолу, ценава како што овде се случило, значи во моментот кога автоматски самата платформа ќе види дека вие немате доволно средства да ги вратите назад, односно дека точно се наоѓате на бариерата каде што можете да ги вратите само оно што сте го позајмиле од самата платформа. Значи самата платформа ќе го ликвидира вашето цело портфолио, се што имате на истата, со цел да си ги врати оние позајмени средства кои што ви ги дава. Тоа мора да го разберете, значи само доколку имате ставено стоп лос, тоа е единствениот начин што може да ве спаси од целосно ликвидирање на вашето портфолио. Значи, оно што се обидам да го објаснам е дека дури да се случи цената да тргне нагоре, секогаш има шанса да се случи ова што моментално го видовме со Terra Luna. И проблемот е што колку повеќе вакви позиции каде што луѓето мислат дека со ставање на леверидж ќе можат да заработат многу повеќе од останатите нормално, ризикуваат да им се случи сосема спротивното, односно да бидат целосно ликвидирани. Со тоа што многу често луѓе кои што влегуваат во леверидж позиции, во кладење, најчесто не знаат ни како да постават стоп лос. Значи они не знаат ни како да го стават овој стоп лос за да не се случи она што моментално го видовме овде. Сега, најголемиот проблем што е? Што дури и поставувањето на овие стоп лоси, кога имаме одредено добро што е over leverage, односно замислете овде ќе имаме илјадници луѓе кои што ставиле ваков тип на лонг, проблемот е што постојат такви портали како Glassnode кои што ги групираат ваквите информации од берзите, од сите оние платформи каде што ние моментално држиме позиции и истите ги обработуваат и ги даваат на некој начин на сите оние кои што имаат профил практично купено на нивната страна, како Glassnode на пример. Каде што во секое време секој може да види во секоја криптовалута во колкав обем моментално имаме лонгс од која позиција и шортс од која позиција. Што значи дека доколку јас на пример имам, еве да речеме, огромна сума на пари. Како можем, например, да практично да го предизвикам овој пат каскаден и при тоа да профитирам. Значи, во Луна, не е затоа што Луна моментално падна скоро на буквално ја изгуби целосната вредност, но спротивно на тоа, оно што се случува кога ќе слушнеме за каскадни ликвидации на биткоин. Значи, што уствари се случува? Замислете дека јас имам огромна количина на Луна. Оно што ќе го направам е, во моментов кога ќе видам дека има огромна бројка на луѓе кои што, значи трейдери, не значи дека се луѓе, тоа се и компании, хедж фондови, пензиски фондови, кои што поставиле лонг во одреден сегмент, да речеме дека пример, во овој сегмент каде што ние поставивме лонг, има огромен број на луѓе кои што поставиле лонг затоа што очекуваат цената да продолжи да се движи нагоре. Колку и самиот чарт да ви покажува дека цената треба да продолжи да се движи нагоре, доколку јас имам огромна сума на пари, оно што уствари ќе го направам и доколку имам, например, огромна сума во Луна, од овој момент ќе ја продадам целата таа сума, да речеме имам 3 милиони Луна токени, така, ќе ја продадам цената, ќе ги продадам сите тие токени, 3 милиона Луна, со тоа што ќе предизвикам цената да продолжи да се движи надоле, затоа што моментално, како што може да видите, значи со практично движењето на цената надоле, ние сме направиле пад на истата, односно, значи оние 3 милиони токени кои што ние сме ги чувале на своето портфолио, сме ги вратиле на самата берза. Со враќањето на самата берза, односно платформа, еве на Binance, практично ние сме предизвикале
огромен прилив на токени со практично земање на стейблкоини назад на нашето портфолио и колку повеќе токени се наоѓаат на платформата моментално, толку цената на овој токен ќе почне да паѓа се повеќе и повеќе, затоа што ние сме практично сме фрлиле огромна сума на токени на пазарот и со тоа прво што сме направиле е, значи откако ние ќе ја бутнеме цената само малку, значи не мора цената ние да ја бутнеме до овој степен. Доволно е да ја бутнеме само до пример, под ова поле, каде што моментално очекуваме сите овие луѓе да стават свој стоп лос. Значи ние од овој момент треба да бутнеме само до овде. Се разбираме? Дури не мораме да ги продадеме сите токени кои што ги имаме. Доволно е да продадеме само до овој степен кога ќе бидат активирани овие стоп лоси. Сега, замислете дека на оваа ситуација имаме луѓе кои што поставиле позиција овде со овој стоп лос, потоа имаме следен човек кој што поставил позиција, да речеме, овде со овој стоп лос, потоа имаме некој што поставил, да речеме, и подоле. Чисто се обидам да ви објаснам како уствари тоа изгледа на одреден пазар. Значи, например, да речеме, ова се некои огромни групи на луѓе каде што поставиле со сите овие стоп лоси. Што се случува? Доволно е ние да предизвикаме еден пат до следниот стоп лос, што ќе се случи уствари следно. Од овој момент се активира стоп лосот на ова лице и он практично автоматски ги враќа токените кои што ги позаемил назад на платформата. Од тој момент ние буквално сме предизвикале активирање на овој стоп лос и повторно овие токени кои што се вратиле на платформата дополнително бутнале цената кој што моментално го активирал овој стоп лос. Овој стоп лос со низиното враќање на токените на платформата дополнително го предизвикал овој стоп лос и што се случува? Гледате што се случува моментално, имаме каскадно ликвидирање на сите овие позиции, враќање на токените од истите позиции на платформата, а со тоа намалување на цената на токенот и што уствари се случи сега моментално. Значи, не во овој случај, но замислите ова да беше биткоин и сега, например, цената да продолжи да се движи, чисто да ви објаснам, например, замислите од овој момент цената да продолжи да се движи нагоре. Што уствари сме направиле? Да речеме дека моментално ова би било последниот стоп лос кој што сме го активирале, конечно цената се стабилизира. Што се случува? Ние сме продале во овој момент, да речеме, 3 милиона токени на Луна, така? Цената кога сме ги продале била 64. Кога цената паднала во овој момент, каде што завршила и последната ликвидација, цената е 31. Замислете, ние сега фактички можеме со истата сума на стейблкоини кои што ја поседуваме да купиме дупло, значи дупло од она што сме го имале во овој момент, а цената сега ќе продолжи да се движи нагоре. Ме разбирате? Значи ја фактички оние луѓе кои што се искусни трейдери, кои што имаат огромен капитал, буквално ги ловат овие мали играчи, овие ритейл трейдери кои што се нарекуваат буквално на овој начин. Со тоа што поседуваат софистицирани алатки како Glassnode, како останати страни кои што имаат вакви агрегатори на алатки кои што ви покажуваат кои се моментално позициите на пазарот и практично може многу лесно да го манипулира пазарот со тоа што со оваа продажба овде они буквално акумулирале дупло. Практично, она што го направиле е ги купиле токените на сите овие луѓе во овој момент кога завршиле ликвидациите. Ме разбирате? Сега, ова беше првиот момент кој што сакав да ви го покажам, а тоа се масивните ликвидации и како истите моментално можат да предизвикаат многу голема штета на пазарот, со тоа што, значи во моментот кога сите се откажале, единствени кои што биле во профит се овие големи играчи кои што буквално ги купиле токените на сите оние кои што беа ликвидирани во овој момент. Сега, не заборавајте дека ова може да случи и во обратна насока. Замислите дека цената тргнала нагоре и сега очекуваме да речеме како тоа би се случило обратно, уствари би било кога цената од овде би се придвижила во овој момент и ние очекуваме цената да се движи надоле. Значи, ако ова беше bull trap, ова е уствари bear trap. Каде што, кога цената почине да се движи надоле, ние очекуваме дека треба да ставиме шорт од овој момент и практично ние уствари го правиме обратното. Значи, ставаме стоп лос овде и моментално отвараме позиција затоа што очекуваме дека цената ќе падне. Оној кој што има пари, како што веќе го разговаравме тоа, сваќа што се случува, знае дека има огромни позиции на шорт од овој момент надоле и буквално го прави обратното на пазарот, односно од овој момент наместо да продолжи цената да паѓа, он буквално го вложува сето она што го има стейблкоини и купува Луна во случајов токени, со тоа што ја бутка цената нагоре
и го активира првиот стоп лос, значи ги оставиме ова како плаво, затоа што ова е уствари манипулацијата, ова е цената на доброто во овој случај на Луна. И повторно се случува истото. Фактички наместо bull trap имаме bear trap и активира нови стоп лоси нагоре, со тоа што како цената расте, фактички сме ги ликвидирале сите овие стоп лоси, а лицето кое што купило во овој момент, затоа што веќе ги има Луна токените во овој момент кога купило овде, буквално е во комплетен профит затоа што ги ликвидира сите овие со шорт позиции. Значи, ова како изгледа уствари bull и bear trap, односно како изгледаат оние масивни ликвидации на пазарот, за да разберете што уствари станува кога се случуваат тие ликвидации. Сега, следно што треба да објасниме е што е bank run и да можеме понатаму да навлеземе во моментот како. Значи, bank run уствари представува поим кој што потекнува уште од времето на првите кризни банки, односно моментот кога практично банката како институција никогаш не ги поседува сите пари кои што ние ги вложуваме во неа. Односно, банката, знаете и сами, фактички оние пари кои што ние ги даваме на банката, истата ги користи за да ги даде како залог на останати лица и компании и од таквиот залог и каматата која што ја добива, да ги врати истите пари на нас кои што сме били инвеститори во истата банка. Разликата е во тоа што практично банката нас ни дава, да речеме, 1 до 2% за нашиот влог назад, додека во исто време како камата наплаке, не знам, 15-20% од луѓето на кои што го дала ова како заем, со тоа што разликата помеѓу овие 1, 2 и 15% е профитот на банката. Проблемот во целата ситуација е тоа што уште на почетокот на самите финансии банките не ги поседувале никогаш сите пари во себе, со тоа што доколку, значи, bank run е ситуација во која што поради страф на пазарот сите во ист момент доаѓаат и ги бараат своите пари назад во банката. Со тоа што знаеме дека банката многу мал обем на пари има во оптек за да може да врати назад. Затоа што најчесто на пазарот нема страф, туку најчесто има стабилност на пазарот. Со тоа што кога имаме стабилност на пазарот, никој не брза да го извади својот влог во банка. Со тоа што доколку тоа е нормално, значи немаме страф на пазарот, значи дека и никој не ги бара своите пари и односно значи многу мал број на лица ги бараат своите пари назад, а банката има доволен оптек на пари за тоа да го задоволи, со тоа и немаме страф на пазарот. Проблемот со bank run е кога наеднаш се случува од страф на пазарот поради одредена појава како инфлација, како војна, како пандемија, сите доаѓаат и ги бараат своите пари во ист момент од банката. Значи, она што на некој начин се случи во Terra Luna случајот е прво што мораме да научиме што е bank run, значи тоа е уствари првиот и главен проблем што се случи моментално на Terra Luna, а второ мораме да научиме како Terra Luna како алгоритмичен практично stablecoin на некој начин действува од едниот во другиот и како истиот практично се заменува еден со друг. Значи, идејата на логаритмичниот стейблкоин Terra во спротивност на криптовалутата Луна е тоа што за да се задржи овој стейблкоин на 1 постојано на иста вредност, значи во секој момент кога имаме повисока вредност, значи има одредени големи играчи на пазарот кои што се нарекуваат арбитражни трговци. Односно, тие се маркет мейкери. Нивната работа е секогаш кога имаме движење на цената на стейблкоин над 1, да практично го елиминираат овој плюс, односно откупуваат од ова добро со цел да ја вратат цената на 1 и односно обратно кога секогаш цената паѓа под 1, истите продаваат со цел да го вратат практично овој пег, така се нарекува. Значи пег е уствари врзаноста на еден стейблкоин со доларот. Во случајов затоа што доларот е моментално најголемата светска валута и истата како таква многу значи стейблкоините најчесто 99% од стейблкоините во светот го користат доларот како пег, односно вредноста да биде постојано поврзана со USD со цел да даде стабилност на пазарот, односно кога сакаме да излеземе од одредени позиции и одредени криптовалути, ги променуваме во криптовалута, односно ова е повторно криптовалута, која што е врзана за вредноста на долар. Значи, вие и сами знаете дека тоа се USDT, USDC, DAI, како што и во случајов UST. Проблемот во оваа ситуација е што секогаш кога имаме пари внесени во стейблкоин, ние очекуваме тоа никогаш да не се промени, односно цената да остане постојано $1, со тоа што на некој начин добиваме одредена сигурност за она што го имаме задржано во оваа валута
и на тој начин го задржуваме профитот кој што сме го направиле во одредени криптовалути и го чуваме во стейблкоин. Сега, идејата на логаритмичкиот стейблкоин е дека преку одредена логаритмична математика да се направи равенка на некој начин, просто речено, помеѓу овие два коина во секој момент кога значи вредноста на UST ќе падне под доларот, преку овие арбитраж трейдери, односно тоа се уствари оние маркет мейкери кои што буквално работата им е да продаваат да продаваат луна секогаш кога овој значи UST ќе падне под доларот, со продажба на луна, практично со горење на луна, ова вредност на луна треба да влезе во UST и да бутне цената нагоре до $1 и тука да запре. И секогаш кога оваа сума ќе се придвижи над доларот, практично треба да го продадат UST-то, оној ексесен дел од UST, и практично таа иста да биде вратена во луна, со тоа што колку е поголема цената на луна, колку поголем капитал имаме внесено во луна, толку ќе биде и постабилен UST како стейблкоин. Затоа што имаме огромен обем на долар вредност влезена во луна и истата, значи, очекуваме дека нема да падне, односно дека цената ќе се задржи затоа што никој не сака да продаде, затоа што како што може да видиме, претходно цената на луна се движеше само нагоре. Ме разбирате? Сега, главниот проблем во оваа ситуација што е? Значи, делумно, значи, секој од овие проблеми заедно го предизвика ова каскадно движење на UST, што многу лошо може да се одрази на пазарот, односно ова е тој Black Swan event кој што практично ни беше потребен за да добиеме капитулација на биткоин чартот. Значи тоа го добивме, сега ќе ви објаснам што уствари стана. Значи проблемот што е? Овие арбитражни трговци, маркет мейкери, постојано, значи го има само тоа како работа. Го земаат овој минимален профит, но во милионски суми. Тоа не е толку мал профит, кога се обидуваат да стабилизираат оваа цена околу 1 во продажба и купување на луна токените. Дополнително на тоа, значи Луна како практично проект, како корпорација да речеме, имаше купено 70.000 биткоини како дополнителна сигурност доколку се случи ова што моментално го видовме, да ги продаде истите и на некој начин да го стабилизира UST, затоа што целата поента е уствари UST. Луна како токен е уствари само контрапроект на самиот UST. Истиот постои за да ја одржува стабилноста на UST. А она што го има оние 70.000 биткоин настрана, уствари им беше како дополнителна сигурност доколку било што се случи. И ова моментално што го гледаме, оваа капитулација целосна на Луна, сакаат да ги искористат биткоините како дополнителна сигурност, истите да ги внесат во UST и да го вратат овој пег на 1. Ова што моментално го видовме никогаш да не се случи. Сега, проблемот во целата ситуација е што моментално имавме една професионална игра на овие најголеми играчи во светот, како што се BlackRock и Citadel, кои што уствари се двата играча кои што го предизвика ова. Сега поентата што е? Значи, прво и најбитно, мораме да напоменеме дека овој понеделник, значи пред 2 дена практично, на 10, ако не се лажам мај, имавме предлог во американскиот, само не знам точно во кој орган од Америка, да се регулираат дополнително стейблкоините, посебно во криптосферата, затоа што истите како такви предизвикуваат на некој начин голем ризик за стабилноста на доларот, затоа што моментално стейблкоините не само што се ризик затоа што луѓето практично не држат долари, туку држат противвредност на криптовалута во долари, туку и истите, како што и Луна, имаат своји посебни протоколи, како што беше Анкор протоколот на Луна, каде што даваат 20% на годишно ниво APY, односно годишен профит, на оно што ние ќе го внесеме како влог во Анкор протоколот на Луна. Сега проблемот што е? Замислете вие дека моментално банките и државите како такви за оно што го внесувате кај нив ви даваат по 1 до 2%. Замислете колку е голема, значи на некој начин колку голем одлив на капитал имаме од банките во моментот кога луѓето може да добијат 20% профит на годишно ниво наместо 2%, за чување на истите тие пари, но наместо во долари во стейблкоини.
Со тоа што, значи, во понеделникот го имаме ова како вест, дека треба да се регулираат стейблкоините, затоа што може да се случи некоја катастрофална последица, и 2 дена подосна имаме ваква манипулација во која што буквално со намера е бутнато ова што моментално го гледаме, е предизвикано од големи играчи, се со цел ова законодавство да биде се попотребно, односно да имаме комплетен clampdown, како што викаат, на криптосферата, а посебно на стейблкоините, затоа што без стейблкоините ќе бидеме принудени да мораме да држиме долар вредност на платформите каде што тргуваме со крипто. Што е практично неприфатливо, затоа што прво немаме соодветни мостови помеѓу истите за соодветна трговија, а второ, значи исто тоа би било на некој начин невозможно, затоа што мораме истите да ги држиме во одредена банка, значи не можеме да ги држиме самите долар средства на платформата, затоа што истите нема да го прифатат тоа. Сега, она што треба да го знаеме во оваа ситуација е буквално ова што Чарлс Хоскинсон, односно основоположникот на ADA, го објави како вест, значи го објави како стратегија како уствари ова се извел. Значи ова е комбинација од ликвидации на луѓе кои што имаат поставено позиции во Луна, како и самата корпорација Луна во собствените позиции, дополнително забрзано од практично купување на огромна сума на биткоин од страна на BlackRock и Citadel. Значи ова се 2 огромни хедж фондови. Тоа се фондови кои што имаат огромен капитал под своје водство и истиот капитал е вложен во различни сфери, на различни пазари. И практично на некој начин манипулираат се што сакаат и прават буквално што сакаат на пазарот, затоа што имаат огромно влијание. Сега, тоа што уствари го направиле е не купиле, туку позајмиле 100.000 биткоини од Gemini платформата, и што уствари направиле на некој начин многу едноставно. Направиле run on the bank, буквално со ликвидации и со DPEG на овој стейблкоин со еден потек. Значи, од овие 25.000 од комплетната сума од 100.000 биткоини ја претвориле во UST, односно во стейблкоин, и значи, званично според Хоскинс, значи на собственикот на Луна му понудиле да продадат големо количество на биткоин по намалена вредност од онаа која што моментално се наоѓа на пазарот во замена за UST, значи во замена за дополнителна количина на UST стейблкоини, и истиот тоа го прифатил. Проблемот е што практично со купување на овие 25.000 биткоини во UST и дополнително некоја голема сума на биткоин заменета во UST, они буквално поседуваат огромна количина на UST на овој стейблкоин. И дополнително на сето тоа, замислете, има уште некоја преостаната количина на биткоин, што доколку двете, она што уствари го направиле, во ист момент ги продале двете на пазарот, но не ги продале како преку OTC, односно over the counter trade. Тоа е уствари оние посебни како да кажам, посебни услуги кои што ги даваат менувачниците на големи играчи со цел да не предизвикаат големи брнувања на пазарот нагоре или надоле, и на тој начин практично ги заменуваат помеѓу едните и другите, но без да влезат на самата менувачница и без да ја забрзаат цената нагоре или надолу. Истите буквално ги на некој начин ги продале било каде. Значи ги продале само да ја бутнат цената на биткоин, со што знаеме дека секој буткање на цената на биткоин надоле дополнително го забрзува падот на сите други коини на пазарот, и во исто време ги продале сите UST долари кои што ги поседувале како криптовалута, со тоа што замислете дека огромна количина, значи кога во овој момент кога имаме $1, количината на UST беше негде околу 20 билиони долари вложени во овој стейблкоин. Проблемот е, замислете сега наеднаш, да речеме 30% од истите некој да ги продаде на пазарот. Ова го имате. Со овој DPEG практично фондацијата Луна е приморана да изгори огромна сума на Луна со цел да го врати овој пег нагоре. Ова е првиот овој кој што го видовме, каде што буквално имаме горење на огромна сума на Луна, со тоа што практично токенот почине да губи на вредност, а овој треба да се дигне нагоре. Ова што гледате моментално овде е тој обид, каде што истото не е успешно. По ова, истите се обидуваат да ги продадат и оние 70.000 биткоини кои што ги имаат, но тоа не е доволно, затоа што во исто време
овие два играчи буквално продаваат и огромна сума на биткоин, со тоа што како паѓа DPEG-от на стейблкоинот, во исто време паѓа цената на Луна токенот и во исто време паѓа цената на биткоин. И замислете уствари што се случува. Они сите три вредности кои што ги има оваа корпорација ги буткаат надоле и со тоа практично представуваат целосно овој каскадна ликвидација буквално на овој стейблкоин. И што се случува следно? Моментално во овој момент кај што се наоѓаме, значи во овој момент истите го продаваат тоа негде овде горе пред 2 дена, тоа беше понеделникот, значи на 10 негде овдека би требало да биде, на 35.000 оприлика, а моментално замислете, значи оние 100.000 биткоини кои што они ги позајмиле, сега ќе можат да ги купат на 28.000 со огромен профит во овој сегмент кој што го гледате, и истите ќе можат да ги вратат тие 100.000 биткоини кои што ги позајмиле од Gemini и ова што ќе го остане како разлика да го земат за собствен профит, а со тоа дополнително предизвикувајќи пат на UST и денес да испадне Дженес Јелер, значи ако не се лажам се вика, еден од представниците на некој начин на владата и на Фед резервата во Америка, и да каже дека ете, гледате, значи навистина криптовалутите, односно стейблкоините може да предизвикаат вакви каскадни действија на пазарот, со тоа може да предизвикаат нестабилност на доларот, значи мораме да ги регулираме. Значи како што може да видите, овие две корпорации направиле огромен профит, при тоа го добиле она што го сакале од владата на Америка, да предизвикаат потреба за ригорозно регулирање законско на овој сектор, посебно на стейблкоините, и на тој начин практично успеале да постигнат две цели со една акција, а целосно да бидат во профит. Значи, ево, ова е во кратки црти оно што се случило моментално помеѓу Луна, UST и самата оваа сторија каде што истите успеале да го изманипулираат пазарот до овој степен. Ова дополнително треба да ви биде показател за тоа колку самиот криптопазар е нестабилен, значи тоа морате да го имате во предвид затоа што истиот е многу млад. И затоа овие големи корпорации со нивните на некој начин огромни капитали можат да го манипулираат се уште доста, и истиот е во многу рана, односно млада на некој начин зрелост на пазарот. Сега, она што дополнително треба да го разбереме, имаме позитивна и негативна страна на целата оваа ситуација. Позитивно е тоа што колку е помлад овој пазар, толку поголем потенцијалот на истиот да се движи нагоре. Што значи дека се уште ќе имаме големи добивки доколку се наоѓаме во истиот кога истиот се доста млад. Дополнително на тоа, негативна страна е тоа што ќе имаме оваков тип на манипулации кои што ќе можат драстично да го сменат животот на многу луѓе во светот, затоа што замислете некои луѓе имале ставено огромни суми како во UST така во Луна и истите моментално ги изгубиле затоа што верувале во самиот проект. Значи, ова треба да ве научи дека не можете да ставате се во иста кошница. Колку и да е добар проектот, диверсификација на вашето портфолио е клучот во криптосферата. Диверсификација на портфолио секогаш мора да ви биде број 1, значи на некој начин стратегија во однос на криптопазарот. Дополнително на тоа, не можете да ставите се во еден сектор. Доколку имате, например, одреден влог во Layer 1, како што е Ethereum и DOT, немојте да ставате се во Layer 1, затоа што, како што може да видите, доколку тоа на некој начин го ефектира еден дел од самиот пазар, тоа може сега моментално да го повлече на некој начин овој каскаден ефекти на останатите стейблкоини. Значи, тоа што сакам да ви го кажам е, доколку имате во една сфера како што е DeFi, тогаш диверзифицирајте со тоа што ќе ставите во друга сфера, како што се, например, во случајов како Юни, значи да имаме децентрализирана менувачница, дополнително ВЕТ, токен кој што се занимава исклучиво со транспорт. Значи, морате да најдете повеќе сфери во кои што ќе го внесете фактички овој ваш капитал, како што е исто така Мета, например, доколку поседувате Send, Mana или Engine токени. Значи, морате да направите диверсификација од типот да имате не различни токени, туку да имате различни сфери во крипто. Значи, дали ќе биде тоа децентрализирано финансии, дали ќе бидат мета токени, дали ќе биде Layer 1 токени, дали ќе биде транспортни токени, дали ќе биде токени на менувачници како што се FTT, BNB и слично. Значи, морате да диверсифицирате во различни сфери, на тој начин да го намалите ризикот да имате ваков тип на целосна ликвидација доколку вашиот портфолио било, например, 80% Луна. Значи, морате тоа да го направите прво, и второ,
никогаш, повторно ќе го повторам ова, доколку не сте професионални во оваа сфера, не препорачувам леверидж тргување, затоа што може да ви се случи ова што гледате овдека, затоа што секогаш има поголеми риби од вас на пазарот кои што ја следат она што вие го правите. Значи, го следат и буквално го прават спротивното до она што го очекувате и на тој начин практично ви го зимаат криптото од раци. Затоа што кога ќе почне да паѓа цената, вие одлучувате да продадете, затоа што мислите дека истата ќе се придвижи до нула и на тој начин доаѓа до буквално ви го превземаат цело портфолио, затоа што на некој начин не сте искусни и не знаете што правите на пазарот, затоа би препорачал леверидж, односно кладење на пазарот да го правите доколку сте комплетен професионалец во истиот. Значи ова денеска уствари на некој начин представува едукационо видео за ризиците кои што може да ги најдете во криптото, но на крајот повторно ќе го повторам истото. Не заборавајте дека ова е еден проект од моментален 13.436 проекти кои што моментално постојат на пазарот. Да, знам дека ова е еден проект кој што моментално беше од првите топ 10 токени, тоа ми е јасно, но поентата е дека тоа не значи дека треба да ве обесхрабри и да некој начин да напуштите оваа сфера, затоа што ова се случува многу често, некаде дури видов некои коментари од типот кој не бил повеќе од еден булран овде, ова е моментот кога добивате левел. Значи, буквално овде сте се левелирале во професионалец на пазарот затоа што сте преживеале ваков срцев удар. Значи, ова кога ќе го видите еднаш во животот, понатаму ништо не ви е страшно. Значи, кога ќе видите како во еден ден паѓа 99% од вредноста на еден токен, понатаму оние корекции од 30% ви се смешни, што ќе ги видите на пример понатаму на пазарот. Значи, чисто ќе се вратам за она што го разговаравме. Значи, само да напоменам, се сеќавате, разговаравме дека може да дојде до Black Swan event, односно да дојде до она ликвидација каде што ќе имаме предизвикување на целосен пат на пазарот надоле, доколку се сеќавате кога разговаравме за кога можеме да видиме дека имаме капитулација на биткоин, ова е уствари моментот кога имаме капитулација на биткоин. Значи имаме намалување постепено на самиот волумен до моментот кога ќе имаме огромна свеќа која што уствари предизвикува целосна продажба на биткоин и се наоѓаме во долниот дел на акумулационото поле кое што го очекуваме. Сега, дури истиот да продолжи понатаму, јас верувам дека ќе се врати во ова поле наскоро. Значи моментално се наоѓаме во оној момент каде што можеме да видиме како изгледа една капитулација на биткоин. Односно, како што рековме, значи ова е главниот показател на капитулација на биткоин кога имаме целосен пад на волуменот и одеднаш имаме огромен раст на истиот во еден столб каде што имаме целосна капитулација на цената. Значи ова е тој момент, гледате. До овој момент имавме сосема мал волумен, додека не дојдевме до степенот на целосна капитулација каде што огромен дел од учесниците на пазарот буквално го продадоа својот влог во биткоин. Сега, проблемот е што без ваков тип на капитулација не можеме да стасаме до дното на биткоин, со што на некој начин би стигнале до дното и на самиот bear market. Значи, она што сакав да ви го кажам, претходно веќе го разговаравме во однос на пронаоѓање на овие гледате, значи еве го исто моментот каде што имавме капитулација пред следниот bull market. Со тоа што имавме две исти вакви капитулации, како што може да видите овде, очекуваме тоа да се случи моментално во овој момент каде што се наоѓаме сега, односно сега да дојде овој тип на капитулација каде што ќе имаме целосно паѓање на цената и старт на следниот bull market. Со тоа што ова не е крајот за крипто пазарот, ова е само почеток на следниот bull market. И доколку ме прашате колку побрзо моментално се случи овој пат што го очекуваме овде, толку побрзо ќе можеме да влеземе во следната зона на враќање на цената нагоре постепено, како за биткоин, така и за останатите алткоини. И дополнително овдека на алгоритмичниот приказ би сакал исто да ви го покажам. Значи моментално ќе ги исклучиме овие 4MA индикатори затоа што истите не ни се битни, за да можеме да видиме подобро сликата моментално. Значи денес во ова утро моментално го објавивме начинот на читање на алгоритмичниот чарт на биткоин и она што сакам да ви го покажам е дека претходно истиот ваков Black Swan event во однос на пандемијата во почетокот на 2020, крајот на 2019 година предизвика паѓање од овој алгоритмичен чарт на биткоин цената за прв пат во неговата историја, а ова е втор. Затоа што моментално овој кракдаун што се случува со цел да се регулира крипто пазарот, со цел да се направи истиот зависен од
банките и владите, е уствари моментот кој што го гледаме со падот од алгоритмичната представа на биткоин во својот циклус, но ова, како што може видите, не траело долго. Веднаш после тоа имаме повраќање на истиот во алгоритмичните зони на Фибоначи секвенцата и верувам дека ќе случи истото наскоро и ќе добиеме враќање барем на цената во оваа горна граница, односно најдолниот нула левел на Фибоначи секвенцата и истата ќе продолжи да се движи или под него или над него, значи во овој сегмент како акумулација пред следниот bull market, но за тоа моментално ќе го следиме самиот пазар и ќе видиме дали ќе се случи истото нормално. И со ова би го завршил денешното видео. Сакав да ви покажам како се тоа изгледа и како моментално делува на пазарот. Значи имаше доста голем интерес во однос на овој случај со Тера Луна и затоа сакав исто да го образложам колку што можем подобро од мој аспект. Со тоа што повторно ќе напоменам, значи моментално стравот на пазарот е огромен и би препорачал, значи ова е мое мислење, да почекате и да видите дали ова ќе биде дополнително паѓање на цената под ова поле и моментот кога ќе почне да се враќа би било паметно да почне да се купува, но во моментот затоа што имаме целосно паѓање на цената е подобро да се почека додека го најдеме актуелното дно. Повторно, ова не е финансиски совет, значи не сакам да ви кажам што треба да правите на пазарот, јас ви кажувам што јас правам моментално и зошто се уште чекам и не сум купил ништо од она што го гледам на пазарот, а верувајте ми, моментално овие цени се одлични за купување, но пред да видиме соодветна корекција, нема да купуваме, односно ќе се задржиме на она што моментално го имаме и ќе чекаме до моментот кога ќе видиме дека имаме ефективно дно, односно кога цената ќе почне да се коригира нагоре, барем во основна корекција, затоа што не може цената да продолжи да се движи само надолу, посебно некако што во овој момент имаме 6 недели, последователни недели на движење на цената надолу, што значи дека мора да добиеме корекција наскоро. Значи повторно, тоа не е случај што мора да биде утре, но во секој случај оваков тип на капитулација на биткоин мора да биде проследени со барем релиф рали, она што се нарекува, односно барем минимално враќање на цената нагоре од оние моментално што купиле на ниски вредности. Како што рековме, може да видите дека ова поле се уште мислиме дека ќе биде акумулационо поле во следниот bear market, овој што моментално се случува, и ќе го проследиме истото и понатаму заедно, ќе бидеме низ овој цел bear market и ќе видиме што понатаму ќе се случи со овој пазар. Не заборавајте дека ово што го гледате моментално е Black Swan event, односно нешто што не се случува секој ден на пазарот, станува збор за огромни манипулации. Значи претходно ако беше тоа пандемијата, во моментов е групен ефект на манипулација на пазарот, дополнително проследена со огромна инфлација на сите пазари, како и војната моментална помеѓу Русија и Украина, што го даваат овој резултат на масивен пад на биткоин, но не само на биткоин, туку и на сите останати пазари како што се SPY, NDQ, односно ова се индексите на берзите и слично. Со ова би го завршил видео денеска, нормално ќе продолжиме да следиме пазарот заедно, овдека сме за целиот bear market и се надеваме дека ќе продолжите да следите активноста на нашиот канал, се надеваме дека ви се допаѓаат нашите содржини. Дополнително би понудил да ги следите нашите фан пејдж на Facebook, како и нашата Instagram страна, кои што се моментално во изработка. Наистина ќе почнеме наскоро да објавуваме дополнителни содржини. И повторно, не заборавајте, значи ние понатаму ќе продолжиме да ги споделуваме нашите содржини на групите со кои што почнавме, на кои што сме им многу благодарни за соработката до сега, како и на сите нивни членови. Се надеваме дека ќе продолжиме и понатаму и се надеваме дека се тоа што го правиме ви се допаѓа. Имајте добар ден, до следно видео од тимот на CryptoGaming.